векот на технологијата. Она што по цел ден го правиме е седиме пред нашите мобилни телефони и пред нашите лаптопи. Во последно време можете да видите милион девојки, онака прави млада наричка. Ела злата, значи Маја, колку си има поправено, па тие 2 кила што ги има кача, па то аутфитот, колку е аут, и таму е вака слуша, едно време му доаѓа до тука и вади, Злато, ајде селфи овако што збори, аме знаеш бе, и почнува веќе се откажа човек, ја слика цело време за да престане да му прави муабети. Друг начин да искомуницираш со мајка ти по дома, односно таа да искомуницира со тебе, е само преку Facebook. Кутрат, ја гледаш, само ти пишува, шо правиш? И ти, ништо, имаш тайпинг, поминуваат 15 минути, тайпинг, поминуваат уште 10 минути, тайпинг, видиш мајка ти роман куца, кој ти стига порека, јадеше! Тоа е затоа што, не знам за вашите, ама мојата дома која пишува по тастатурата, говори да треба. Исто. Ама морате ти да се снајдат, мора да го следат трендот. Моментот понатаму го имаме е со сликањето, дали е селфи, дали е фотографија. Јас гледам милион машки околу мене, ама вакви се. И застанува пак. И ова таму. Значи цело фатиме! Значи штигле да ми се гледа! Чекај, не сум убава и пак! И ова ја слика кутиот. Мислам дека дечко фаќаат само за таа причина да ги слика. Оде веќе ќе се надоврзат на нешто друго, ама ајде да го следната прилика. Не морам да ви кажам. Што е тоа секаде оди со тебе, те слика, не е селфи стап, го нема на сликите, ама те слика. Спонзор. Океј, се навраќаме на другата тема. Се ова баба ти. Сине на баба, јадеш? Јадам бе баба. Јадеш. Проверих ја на Инстаграм, нема ништо со јадење слика. Јас кутрата, графче, сарма, турлитава, полнети пиперки, а овие други околу мене морска храна, кинеска храна, мексиканска храна. Добро луѓе, само јас јадам графче или, и да ви кажам право, непријатно ми е сармива да ги сликам за на Инстаграм. Се слика за на Инстаграм. Се слика најмногу жена во WC, зашто има гушва во женско WC. Таму не одат бидат по WC, таму фотосесии се прават. На огледало. Нил Армстронг се качи на месечината, направи 5 фотографии. Жена влиза во WC, 555 слики направи. И после, зашто во женско WC било гужва. Вие, ако имате добра слика по дома, во WC, слободно пратете ми ја, Пан Прин ќе ви направат одличен тапет од истата, исто како е нас во студио, и бољарот, например, на сликата, може да го има, може да го нема, зависи дали ви е за продавање. Ја, например, продавам бољар, не е долго сликање. Време за нашанк. Кафе порачувам јако како тебе, сладко како мене. Водат љубов, дечко и девојка, нормално со презервативи. Никоја од овие си мотора на дечкото, односно девојката ми има натерано, затоа што во последно време треба повеќе упорни да бидете вие како женски, за да се заштитите, ама друг ми беше мавето, Ивица дечкото. А Злато, знаеш што ми текна, ова молам, абе неверство со презерватив, знаеш дека не е неверство. Да бе душо, и пиштол со придушувач не е убиство. Го кршиме мразот на шанк со првиот маш или првиот машки гостин, да не речат ова девојчиња, потапа. Александар Тарагунов Тајал, како најголем фраер моментално на музичката страна. Фала ти за неја. Кажи најава. Да, немој ќе си ги дигнем од цифри, Сум била присутна во Охрид, сум слушала како црка девојчиња и сме правеле муабет на тоа колку женски фати на фурата пејач сум. Добро, тоа може би на почетоците било така. Кога, знаеш, на некој начин сакал или некој ќе те удри славата во глава, како што викаат. И мене ме удрило тогаш на девојчиња, тако ми бил периодот. Девојчиња те удри, никој удри на... Ја знаеш и кој сум. Не, никогаш не сум бил така, ја знаеш ли кој сум, секогаш сум бил нормален со луѓето. И не знам, затоа и опстојувам, бидејќи сум нормален. Кај нас во држава, мислам дека ако глумиш лудило,
само можеш да бидеш во минус, бидејќи најкритична публика сме И кажа. најтешка конкуренција имаш така дека сите се луди. Така. Баш така. А со девојки имаш ли баш проблем поради професијата, као да ти говори, да Па, мотивирува? Не знам, до сега не сум имал никаков проблем ради мојата професија, за се знам да најдам баланс да направам, така да не сме ние, не знам, Америка, па сега ја да секој ден да ми биде испланирано како ќе отворам очи до моето легнување, така во Македонија сме и се нормално, јас нормално си водам живот како и сите останати. Колку години направи точно во музичката индустрија? Па има веќе, сега ќе ти кажам, од 2009 мислам дека почнав точно. Ај са математика, 7 години. Така, 7 години. Ти порасна веќе со Па пораснав со музика, да, ја веќе си живеам. Убава рече, обстојуваш толку време на естрадата, ајде да речеме дека е делумно заради тоа што си приземљен и делумно заради тоа што не ти удри славата во глава, но и плюс дека точно одбираш песни што стануваат хитови и барам до сега никоја утка немаш направена. Па не знам, може би сум направил некоја утка, има некоја една-две песни кои што не поминале така добро, али од останатите песни сум задоволен, тоа го гледам и на моите настапи, каде и да одам. Најбитно е изведувачот да си ги пее своите песни, тоа и јас го правам, ги пеам и луѓето со мене заедно ги пеат моите песни и тоа ми е многу драго. Сега, она што ми дојде во прашање, видов кога спомнав песни, имаш една на англиски, една више така? Две. Таман сега да речам две. Првата песна е на англиски, се вика Релист. Да. Таа песна ја напишав за некој, не знам, пола саат ја напишав целата музика, бидејќи така ми залепија зборовите на брзинка едноставно, што викаат кога ќе ти дојде, ти доаѓа, кога не ти доаѓа што сакаш на први па нема шанса да напишеш ништо. Текстот е на една бугарка, која што како излегов ја тогаш од Идол, она рече многу сакам да напишам текст за тебе, ја и реков понака. Викам прати го на Facebook да го видам. Тогаш бев почетник и баш ги селектирав убаво зборовите, ја напишав музиката и тогаш направи Дамир и Мери, а Томато направија спот и песната помина добро, како за прва песна. Потоа имав некоја како, не знам, на англиски Out of Control се вика. Таа песна не помина нешто многу добро. Снимавме спот на Сани Бич во Грција. Да, барем се прошета до Сани Бич. Барем се прошетаме, да. Да, и од тогаш решив да правам само македонска музика на македонски јазик, бидејќи не знам, тоа поминува кај нас. Не знам тогаш како овие од Романија и на уште еден куп се прославија од нигде никаде, дојдат светски познати да бидат. Зошто е толку тешко да се исфрли песна надвор од Па не знам, тоа е веќе во Романија е, не знам, машинерија цела, за тие изведувачи работат големи продукции што соработуваат со целиот свет и затоа мислам дека успехот е многу поголем и луѓето снимаат на англиски. И не знам, тоа е така се почна и од романците, нели? Да, тогаш почна и стонот големиот како може тие, може така, ако може тие и сите почнаа да снимат. Но не знам, кај нас има некои успеси, не знам, Рената Кралевска. Да, она направи, да. Видов дека има, да излезе песната надвор од нашите граници, да се слуша, да иде на тие странски радија и канали. Али не знам, едноставно јас сум решен дека сакам да пеам македонска музика и така некако ми е. Ти ќе бидеш наша македонска музика. Но пак ќе прашам па што е со соседствата. Видам дека таму доста пари плаќаат кога одат да пеат турнеи во Србија, Бугарија, кога ќе направат на хрватски песна, не знам. Тој бизнес, ама знам го имаме преnomовето дека многу не сакаш натамо. Искрено не сакам, бидејќи тука ми е во нашава држава ми е некако, не знам, се чувствувам свој и на право место. Знам дека луѓето што се околу мене ми ја разбираат мојата музика, а сега доколку би идел во некоја друга држава, све ќе треба да се почне од почеток, а јас не сакам да почнам. Не си човек за таков почеток? Па не знам, некако таму ќе се осеќам секогаш како странец, нема да се осеќаш, не знам, ќе глумиш нешто што не си, едноставно ќе треба да пееш на нивни јазик, бидејќи сите тие држави го бараат тоа. Јас сакам да си пеам на мојот јазик и тука да направам нешто што ќе остане. Она што последно сега ќе го очекувам од тебе во најбрзо време, јас како ексклузива сакам да направиме муавет,
оние фотографии на Facebook, прво така јас го знам дека ти снимаш. Да. После го направив муавето дека новиот спот е на пат и новата песна. Да, оваа песна треба да излезе со спот негде за недела дена би требало, бидејќи се уште се монтира спотот, се домиксува песната. Морам да ја пофалам и Нина Јанева, мојата колешка драга, која што ми усними пратечи вокали. Многу добро ги уснима и даде една свежа нота, како да кажам, на песната. Песната е прва песна каде што напишав јас и текст, ова е моја прва кантавторска песна. Ама морам да кажам на гледачите дека он си пишува текстови редовно. Не, ја пишувам музика, а за прва... Имаше по некоја строфа, две сме правиле, мове сега нема. Да, имам напишано, али комплетен текст и музика немам направено како цел проект. Ова е за прв пат вака и не знам, некако чувствувам на некој начин како возбуда, да видам како ќе помине. И постојано ги пуштам тие демо верзии по колегите, тие што знам дека ми кажуваат наискрено. Ја уште од кога ја слушнав, така и на тебе. Да. И на тебе ти ја пуштав и барам мислења да видам дали ќе им се допадне. За сега од сите добив позитивни коментари за песната и на некој начин осеќам дека ќе стане хит песната, бидејќи се работи со добар тим, тука се Дал има се вика песната. Да, Дал има. Да, може да ти ги кажам стиховите, вика Дал има кој да ти каже живот мој си, кој да се лаже дека исто ќе те љуби, не си ти за други. Има такви убави тешки зборови, песната почнува онака како балада, потоа се развива во една рок убава динамична песна, има убава градација песната. Се работи со добар тим, тука се Горила продукција кој што го снимија спотот, има навистина многу добри кадри. Да, добро, да сега лош спот па и не сум видела тега. Знаеш да ги направиш тилски после? Да, ама овој ќе биде, мислам, многу квалитетен. Ќе има така во слоу, ќе биде. Ние го треба ќе имитуваме емисија и подоцна ќе почекаме. Добро, не има проблем. Нема проблем. Девојка има во спотот? Девојка има, Викторија Пеовска се вика девојката, ракометарка од Куманово, многу убаво девојче. И она за прв пат, малци како на почетокот вика, бе, јас прв пат снимам, вика, било како, онака, за прв пат јавно се пева, сега ќе ти кажам како е најдобро. Дека има, значи, знаеме дека има многу убави девојки во Македонија, али сите онака, мене ми требаше убаво. Јас на пример. Така ти си многу убаво. Ќе те земам след. Оваква, сите убави, мене ми требаше културно убаво девојче, не онака да биде со силикони со се, туку треба да биде културно убаво девојче, природно да изгледа и ми требаше црна девојка. И сега мислам, имам убави девојчиња, ама сите веќе тие убави девојки излегле негде, дали на спот, дали на некој друг проект. Сега размислувам и ми кажуваат од продукција, ајде Тара, најди девојче. И јас викам, хубаво да ме најдам. Не ми текна, викам на сестра, викам, кажи некоја убава другарка или не знам, ми треба убаво фино девојче, вика, Александра, што не си видиш, вика, од Куманово, вика, има доста убави девојчи. И пази како се поклапа се, јас имав настав во тунел во Куманово и баш тој период му се јавам на менаџерот, викам, најди ми девојче за спот, и он ми пушта друга, трета. А на Facebook предпоставам. Да, а јас девојче го видов во град. Опа! Ја гледам во град, излезем јас во град и ја гледам девојка и викам, леле, ова е девојчето за спот. Ама ај викам да не и досегам се во град, вајда ќе најдем на друго место. Сидам, викам, ја пропушти оваа 100% не е тука. Да, не е Кумановка. Не, викам, не е од Македонија и викам, ја пропушти, нема никош да ја најдеш. Како му кажам на менаџерот ми праќа една, ми праќа друга и ми ја пушта. Не изе. Викам, тоа е другар, викам, браво. Тоа е девојчето. Тоа е девојчето, викам, ќе те чатам ручек за ова. Ја контактиравме и девојчето се согласи. И она за прв пат, онака, малце, како имаше као мала трема, вика како ќе испадне, дали јас знам да се снајдам. Она се снајде многу добро и знаеше да изглуми како што треба. Да, баш се глуми во спот. Да, баш се што ја кажа, она го направи како што треба. Дури и подобро. Значи ли ова дека по природа сакаш девојки што не се вештачки? Па да, јас не можам да поднесам силикони, некои корекции, такви кога ќе ги видам. Ама била дека не се приметувала дали се силикони или се приметува. Си направил разлика? Па се приметува, ќе речеш ај скокни 2-3 пати, ќе се приметува. А да, ако не скокати тоа. Така. Ама се осеќа, се гледа. Јас знам Знаеш да приметиш? Да. И кога ќе ги видам така устите направени до тука, не знам Не,
Значи сакам природна убавина кај девече. Па дури да е без шминка, да е онака да е вистински убава. Не знам и да е така прибрано, културно убава, како да кажам. Добре, ова тоа е разнесување вистинско. Да, има некои, значи се палат на такви намонтирани девеки, ама не знам, тоа е. При мене се така ми вика, ама имаш ти на телевизија дека плава се, ти треба да бидеш плава. Викам, ама ќе пробам. Добро, И од вакви не ги тебе слушај, ќе така добра нема подршка. корекции да правиш. Да, Ти да. си супер природно убава. Баш сата зборевме како да кренам рейтинг, ајде да ставам на рисам силиконите, не ни Стави некои лажњаци имаш таму, купи. Да, зашто жени не му стават парфем во дел? Зашто? Затоа што ракои да се втикнати, мора да се освежи Порано, мирисата. порано еден таксист ми вика, друже, вика, знаеш каде да ставиш парфем? Викам, каде? Тука, вика, те стават за дуго. Зашто? Кога ќе дојде, вика, да те гушне, вика, тамани е носот, тука да мирисне, вика, на што Посебно како за поголем нос. да. Тара настапи активно. Да. Видите, добив и пред некој ден ќе пишам на настап, цело време Да, овој викенд бев во Крушево и многу убаво си поминав. И што ми е толку убаво во Крушево, останав цел викенд. И да ги поздравиме друштвото што ти го најде во Да, Крушево. поздрав на друштвото, Да, да нема, тие Па немаше толку се забава. собравме од сите градови, имаше дечки од Скопје, многу кул дечки, имаше дечко од Радовиш и се собравме во некое село, Кочишта се вика, во Крушевско, таму во некое село. И многу убаво си поминав. Српски Цел туризам. ден, да, па Српски дојде. туризам. Па да, не посетија и двајца овчари ми донесоа сирење, кисело млеко, јајца. Сите се Природни се. припремаат моментов за Макфест, барем од искуство со гостиве се што Да. предмове. Ти имаше настап на Скопски фестивал со Тони Михајловски во Соработка. Да, и сега не беше тоа последно, тоа беше пред две Предпоследното години. беше, да? Да, После тоа имаш уште еднаш. таа беше на Игор Џамбазов песна, се вика Да, Пеј брате. да. Кога се чудевме дали Игор ќе излезе на сцена исто како што Не. очекува Тони. Не. Сега дали може би ќе се вклучиш и нови фестивал или На Макфест оваа година ќе паузирам, бидејќи тука се поклапа периодот баш кога треба да излезе новиот спот и сега да не биде две песни да не можам да ги испромовирам како што треба. Фокусирам сум на спотот да го испромовирам баш како што треба и затоа ќе паузирам оваа година на Макфест. Имав некои понуди од композитори, но предпоставиш се да надевам дека не ми се лутат. Одамна те знам, многу пати сме имали интервјуа. Се знаеме не колку време се знае. Не кажуваме сега да нисам толку стара. Има некој едно 20 години. Се Не шалам. не се толку, ама Многу знам. стари сме. Се знае, има 10 години, ќе фатат. Ми изгледаш многу исполнет во моментов, среќно, релаксирано и опуштено. Не знам, онака, заљубен си Ама да. убаво, убаво ти. Да, убаво ми се кажа првчињата, да беше женско ќе да прашам трудна да не си. Па може да сум поцрнал, купив точак да ти кажам. И како го купив точакот, не се сигнав на него. А на тоа се должи што си подослабен. А сосема спонтано го купив точакот, седиме со другари и викам што, вика сакам да купам еден точак. Што збориш бе, викам, ја да видам да дзирнам и му го купив неговиот точак. Купи точак. Да, му го купив и он кога дошол, немало таков точак како што сакаше он да купи, ја му го Кутрија, купив. кутрија. Ми вика, ми го купи Па точак. има И пироци. дечко ми вика, друга, пази, вика, не се заразиш, вика, од овој спорт. Викам, не бе, па ти ја дали ќе се качам на 3 пати. Не се симнав од точак. У неделата 2-3 пати се качувам на водно. Знаеш дека јас не знам да возам велосипед? Никој во живот не сум закачала. Те учеле со помош? Па ја ги Ништо сакаш, ама никај Да, не сакав, знаеш како сакав? Уместо помошни Со помош. Да, со цветичи, со Да, сакси. мислиме само да има Сакси неки. да ти. Замислиме само да има неки, само учиш точак да возам. Само замислиме. Добро бе, не научно Не, никој, не се немам закачано на Да. лезно. Нема паднеш бе, немаш гајле. Јас сум рулер тип. Да? Ти кажам искрено. Ја што не возев и ролери порано, возев она ролери, ама како ги вика екстрим некако, знаеш, блейдер бе, па скейтер. А оние што се кочаш од страна. Да, изгав на шипки, буквално се да, качав, да, изгав флип, не знам. Белјаджија, значи белјаджија. Абе скроз кога се гледам, кога ќе поминам од Трговски, кога ќе ги видам скали, нели има у средина скали. За во ГТЦ Во зборуваме? ГТЦ, баш во ГТЦ, 20 скали, не знам колку. Ти ги спушташе? Како мал, ги спуштав, значи ќе се свртам назад и ги спуштав до доле. Викам сега кога ќе застанам, онака страв ме ваѓа, викам, добро бе, кај ти бе у тебе мозок? Да, да. Да си паднал малце, а ти закочи, надоле глава ќе искршиш, ама тоа што сум Дома мислил. ли те проверуваш што правиш? Не, Злата ни беа. тогаш крева рација од нас. Ја не знам родителиве сега кога ќе видам со помаливе деца како се притрсуваат, не, малци ќе падне, Не, малци не. ќе затрчу. А нас порано не пуштале, абе, ќе искршиш глава, Се врагаш со се крвиште. добна, ајде, ќе ти помине сине, Да, ќе те пона, намачкаат со утре. некоја мирудија.
Лепче тука, Джака на лепче, некоја бабичка. Око се зова типа дваја и бага, добре. И не знам, некако полабави беа родителите порано, не знам, не ме пазат, мислам. Пазеле мене, мислеле. Нормално, да, знам на што ми. Али немало такво притресување, не знам како сега што гледам родителите. Меѓутоа, родителите се дефинитивно најголемата подршка кога станува збор за музичката кариера. Татко ти е врвен музичар, си тогаш го споминувам. Сега имавме и, мислам, до сега имаме направено соработка, како да кажам, со татко ми. Јас ја пишувам музиката, он го пишува текстот, правиме народни песни. Ова ми го спомени, јас уште го чекам. Така, сега имаше на Цветници наша песна. Пропуштив, Цветници пропуштив. Цветници, ја пееше Кирил Митовски се вика пејачот и песната се вика Ноќва сакам да те гушам. Една убава така, како да кажам, така, староградска да кажам, љубовна песна и добро пројде на фестивалот. Добро испеа Кире. Ќе ја побарам. До сега имаме дадено некои 6-7 песни народни со татко ми, така си соработуваме со него. И сега за нова песна. Која е негова за соработката? Моја музиката? Не, чи го беше иницијативата? Ја Ја доаѓам, јас идам на кај дома и ми доаѓа некоја народна мелодија во глава. И доаѓам и викам, тато, ја ќе пишам песна народна, и ме гледа, вика, ти ќе пишеш песна народна. Викам, даде, зашто? Ај, вика, седни, вика, исни ми на телефонот и пушти ми. Да, ми се вика, седни прво на две раки, да ти кажам како се станува поемчина, па после се пишува песна. Не, вика, седни на главиот, вика, свири истини што мислиш, вика, и ќе видам дали е добро. Виде, направи некои корекции, како тоа беше првата песна. И он чисто вика, ај ќе ја дзирнам, ја исни ми на телефон, ми се јави од работа, сине, слушни ова, дали лепи текстот, викам, не лепи од лепува, супер. И така ја дадовме на еден пејач, после направивме и друга песна, трета и така почна. А вие двајца да се... Ние двајца, па имаме у план да направиме некоја како CD, албум, со преработка на многу стари песни македонски, во некоја чесли, не знам, ќе видиме како ќе бидат тие аранжмани, но чекаме само одобрение за финанси као проект. Така. Да биде Оти, го правиме муаветот, ние прв пат да го... Јас сакам со време те притискам. Ајде, затоа што... Сакам да имам нешто што ќе ми остане така. Јас сум човек што сака да ужива во добра музика кога се прави дома салата, Баш ракичка, така. ручек или кога ќе излеза така. кафана, сакам таков убав милос македонски, Да, баш. што гласот на Па боја... точно и така ги правиме тие песни, да не бидат она со некои модерни звуци, туку да може да се испират со чалги, со гитара, со контрабас. Да се релаксира човек. Баш така. Така. Така ги правиме да залепат за душа, како да кажем. Битно си стоиш уште на планот и здравје Буше, може ќе те натерам на свадба да ми пееш. Да. Еднаш ми пееш староградски песни, па ти ќе ми направиш атмосфера, што душа... Чекај, староградски на свадба Каква свадба сакам јас? Значи, Староградски. староградски со ние старите песни. може да направиме, може и да заедам и со бендот да ти направиме некој рок спектакл некој. Чекај прво да сумаш. Да, само ти омажи си ќе средниме. Ќе средиме, договорено. Ќе се договориме, нема проблем. Има неколку начини како да откачите некој досаден дечко што ви пришол во град, едноставно не сакате да му правите муавет. Како например јас еднаш се седам на шанк сама, и ми доаѓа еден фраер. Зошто цура седи сама? Зошто дама седи сама? И онака се вртам со здивелен машки глас. Зошто не сум дама? Јас сум попила со научари кога медицинските сестри и доктори, ја нашата оптичка илузија. Кога носиш научари, изгледаш интелигентно само заради научари. Па да. Гледаш му има разлика. Вака си посериозна каде га. Без празни, вака со празни раце, без пролици не испраќам. Ова е панч принт, нашите пријатели, купиш flika.mk. Да купу јако. На кај камера да видат и гледачи, не е феро, лепота е. Не ми се случило да сега, многу е добро направено, стварно. Не си никој што сака да се слика или си? Само не знам фотографија дали е добра, супер. Како можеш да ни наоѓаш мана на Што фотографијата? Кога? Што не ми кажа ти Кога ми ти дај, знаеш пиша? каква. Ама ти пиша кога ми вратите на пораката на Facebook? Добро, јас. Значи, јас- Добро, и тука сум убав, нема врска. Јас без проблем пишувам, молам и 11 сати, 12 сати да ми вратите, сум рекла, не проблем, вас ме нема. Сега ова, не знам дали ќе биде добро и ја да си го ставам само соба да се гледам или да Имаш девојка? Сега не се прашува така. Како не се песите, какви сте вие наши овде јавни фаци, не се прашува за девојка? Не, се шалам. Не сакам да зборам за мојот љубовен живот. Ако немаш сакам да ти речам, прашувате се допаѓа, да поканиш на кафенце. Ај, кафенце, Имам и супер. кондоми овдека.
Дај, ќе се најде. Цело овако, со се кондоми, со се кафе, се оди кај тебе. Така. Па викнеме и у некоја следна емисија уште нешто. За кондомите и за кафето. Да, нема врска. Чима овака подароци супер. Ако фатиш девојка, ако има некој резултат ова, или ако ја задржиш ова, веќе што има, Супер. дека не кажуваш да или не. Кај го прават овие принтови, кај ги прават? Мани принт, ќе ти оставиме контакт телефонче, ќе им се јавиш и Многу јако, жи ми се. може што сакаш да ти направат. Може дури еве ваква слика од мене да си однесеш до Супер, супер. Баш имам некои планови да ми направат вакви слики. Тара, мора да ги си назначариве дека да направиме муавет. Сам тоа. Ти благодарам што дојде. Што сподели со нас новости за она што доправа сега ќе биде Ти на тебе активно. знаеш дека ја секоја сум тука, со тебе да споделам новости. Доаѓаш пак обавезно, јас знам дека нема и тоа да помине така. Лето, како ќе помине да сме живи и здрави? Баба ќе биде бурност. Ако изгледа со работката со твоја татко обавезно се јаваш, прва ексклузива сакам. Добро. И ако се омажам, прва ти се јавам 50% покусија. Чекај ти, тоа омажам, повеќе пати го кажа, бе, ти нешто планираш? Да, се исплаша да го дека нешто ми намера, срам да ја. Сега леле, што ме сна? Да, да си вика чекови. Ова сериозно е. Ќе фатиш девојка и ти, ќе видиш како е. ќе видиш како е. Останете овде на 24 вести, ќе продолжиме со уште смеење и добра забава, се разбира, на шанк. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Многу е важно да возите уникатна кола, препознатлива кола, добра кола. Зошто? Затоа што може да се случи да ме земете мене да ме возите во кола. И еве сега ќе ви кажам зошто мора вашата кола да биде препознатлива, уникатна, некако сите останати. Излегуваме еднаш во град на кафе со еден дечко. Пиеме кафе. Откако го испивме кафето, излегуваме од истиот кафе, што си одиме на кај кола кај него. И ја му викам, чекај, си ја заборев ташната внатре. Се враќам по ташната, излегувам назад, да влезам во кола. И влегувам во кола и гледам, па нема човекот у кола. Кај отида и си пуштав јас мигавци, за да може она трипкавец поправилна, да може да види дека сум во кола, за да дојде побрзо. Па земав пустав брисачи, за да може ептен да ме запримете дека сум во кола и да дојде. И на крај се нервирав и му ја седнав на свирката и свири. Кога гледам некој позади блендира, гледам друга кола, уште појува и трча дечко таму, шо преше мојата кола? А уште не према твојата кола. Се враќам кај овој и ми вика, ти како можеш да промашиш колата? Викам, слушај да ти кажам, да возиш Hyundai i30, немаше да ти ја сгрешам колата. Затоа ќе ги посетите моите пријатели од Авточајка и ќе си одберете добар, предпознатлив, уникатен автомобил, каде што нема шанси дејтот некој да ви го собере по грешка. Епа, овде Македонија завршува вашата дружба со мене Ивана Наскова на Шанк, ама следната недела повторно сме заедно. Чао!